кој во рамките на локалната самоуправа се подготвува повеќе од 4 месеци и со кои сакаме да го одбележиме официјалниот старт на туристичката сезона во нашиот град Охрид. За оваа година е предвидена исклучително богата програма, која се надеваме дека ќе биде соодветна и достојна најава за она што не очекува во текот на летото. Програмата ќе започне во сабота во 18 часот на кружниот тек пред градското пристаниште со настапите на Исмаил Лумановски и неговиот бенд, па после него следува Владко Лозановски како дел од генералната прослава за добивањето покана за влез во НАТО, што е во организација на владата на Република Македонија. Музичкиот дел од манифестацијата Бела ноќ започнува во 19 часот и 30 минути на улицата Коста Абраш пред градското пристаниште, а сцената ќе биде на брод во самото пристаниште и ќе почне со настап на локалните диџеи, пошто во 21 часот символично ќе биде означен почетокот на летната туристичка сезона. Потоа следува уште еден блок музика, пошто околу 21:30 часот ќе започне концертот на Масимо Савич, кој ќе биде пренесуван директно на видеобим поставен на кај кружниот тек. Веднаш по концертот на Масимо Савич ќе продолжи забавата на Кеот со диџеј сет на диџеј Насти Делукс, пошто ќе следува и сетот на диџеј Јане. Веднаш по него ќе се представи звездата на вечерта, а тоа е германскиот суперстар диџеј Том Крафт, а за афтер парти и забавата ќе се погрижи диџејот Реджи Рулс. Она што ќе биде исклучително интересно е и самата поставеност на бината, која ќе биде во водите на езерото, како што напоменав на брод, како и целокупната сценска декорација на самата локација. Основната идеја за организирањето на овие настани е градот да живее во еден здив, да се отворени сите објекти, зашто предпоставуваме и очекуваме дека ќе имаме и соодветни цени и програма во устителските објекти. Она на што би сакале во оваа прилика да апелираме е на разбирањето кое што го очекуваме од граѓаните на Охрид, а особено на оние кои што живеат во стариот дел на градот. Станува збор за една вечер и би сакале да направиме вистински спектакл, како што градот навистина заслужува. Охрид е сепак туристички град и би сакале наискрено сите да помогнат во овој случај со разбирањето кое што апелираме да го имаат. Ова е само најава за оно што не очекува во текот на ова лето. Иако не послужи времето, и ако се исполнат сите најави, ова лето очекуваме дека долго ќе се памети и во делот на понудата и во делот на посетеноста. Тоа се разбира во интерес на сите граѓани на нашата општина Охрид. Јас само ќе најавам делот на станите за летото 2018-та. Тука ги издвојуваме Lake Summer Fest со диџеј Дарен Емерсон, кој што ќе трае од 6 до 8 јули на плажата Немо во Охрид. Споменатата Бела ноќ, во која што започнуваме со Масимо Савич на Антички театар и диџеј Том Крафт, како што реков, на 14 јули. Понатака го имаме концертот на Зукеро на Античкиот театар на 25 јули. Го имаме настапот на Џоко Танески и неговата група со трибют to Pink Floyd. Тоа ќе се одржи на Долни Сарај на 26 јули. Па имаме гостување на неколку мега звезди од балканскиот простор. Северина е на 27 јули на стадионот Билјанини извори. Светлана Ражњатовиќ Цеца е на 28 јули исто на стадионот Билјанини извори. Димитри Вегас и Лайк Майк се исто така на стадионот Билјанини извори на 1 август. Роџер Санчес е на 2 август на Билјанини извори. Марија Шерифовиќ на 3 август. Понатака ги имаме настаните кои што ќе се одржат на 3 август на плажата Градиште и на 4 август имаме големата звезда Армин ван Бюрен на стадионот на Билјанини извори. Тука да ги споменеме и настапите на Владо Јанески, Каролина Гочева, Синтезис, Владко Стефановски и многу други кои што ќе настапуваат во текот на ова лето. Јас сметам дека сите овие најавени настани се гаранција дека Охрид ова лето ќе биде една топ дестинација, како што би требало да се трудиме и во иднина да ја изградуваме, затоа што е
Со вакви разновидни настани е покриена една широка популација со најразлични видови на музика. Сите овие настани се дел од креираната кампања наречена Сите во Охрид лето 2018. Вие знаете дека Авалон као фирма се обидува добри 10 години да ги подигаме стандардите заедно овде со градот, уште од Лени Кравиц навака. И мене лично ми се допадна оваа идеја да убаци општинава во 10-та брзина и во мојот и во нашиот сегмент на работа, и ние се надевам дека дадовме голем придонес со тоа што се изборивме вакви имиња да дојдат во Охрид ова лето, какво што реално ќе дојдат. Да го тргнеме на страна Масимо за вечер, еве да го тргнеме и Цукеро на страна, иако и за Цукеро беше доста тешко да се спушти од Опатија само за еден концерт во Охрид и моравме дури и во Пловдив да го работиме за да би се спуштил надоле. Тоа на што би ставил јас фокус као еден реален бренд е Охрид Колинг. Од аспект на мојата работа тврдам дека тој тие 3 дена и таа недела од цела Европа, значи не само од Балканот, од цела Европа, ивент, фестивал на такво ниво само има, мислам дека на Балатон во Маđarска е Антолд фестивал и Охрид Колинг, бидејќи да се донесат такви имиња као Димитри Вегас и Лайк Майк и Армин Ван Бюрен, овде е нешто слично као на тој стадион да се организира утакмица на Реал Мадрид и на Барселона тие денови. Се работи за премиум диџеи кои што се апсолутно најголеми звезди во моментов ова лето и стварно е интересна ситуација да се тука да не се лажеме, се работи за поединци, ама ние добиваме некои мейлови од Јапан дека сакаат да дојдат во Охрид да ги гледаат Димитри Вегас и Лайк Майк во Охрид. Се јавува човек од Јапан. И јас исто сакам као и градоначалникот да апелирам на градот. Градот мора да свати дека за нешто да добие, нешто мора и да изгуби, да има одредена толеранција за тие гужви што ќе се случуваат деновите за гласна музика и така натаму, затоа што едноставно туристичка сезона е, а Охрид не е бања, така да мора сите да го даеме најдоброто од себе, за да оваа година градот во сите сегменти отиде уште една класа погоре од цело на досега што го работи.